Сега ќе зборуваме за вселенска станица, но за што поточно станува збор линковски ќе ја вклучиме нашата колешка Ирина Пепелјуховска-Цветановски, каде што ќе разговара со Изабела Јакимова, актерка и магистар по применета театар. Ова е Вселенската станица, еден детски подкаст. Добро утро, Ирина, за тебе и добро утро за нашата гостинка, каде што Еве Линковски, како што најавив, ќе слушнеме нешто повеќе за она што го кажав за детскиот подкаст Вселенска станица и зашто поточно се работи, повелете. Слободанка, благодарам до тебе. Поздрав до сите наши гледачи. Ова утро ве поздравуваме од центарот за Скопје, од центарот на Скопје. И убаво ја најави нашата гостинка Изабела Јакимова, актерка и магистар по примене театар, основач на Театар за тебе. Секако дека ќе зборуваме за подкастот Вселенска станица и ќе зборуваме и за некои други активности кои што ги организира Театарот за тебе. Изабела е позната како Изабела Пан, јас ке си ја викам Бека. Бека, добро утро, ти благодарам што ова утро првото утринско кафе го пиеш заедно со мене и во друштво на нашите гледачи. Поводот е подкастот насловен како Вселенска станица, а главниот јунак на овој подкаст е кој друг ако не Вселенко. Така, кој е Вселенко всушност и што им порачува Вселенко на дечињата? Вселенко е лик кој го измислив јас уште пред 3 години. Тој патува по родиндани, прави родиндански анимации, а сега полека и влегува во еден нов концепт кој се нарекува детски подкаст. Одлучивме да се вика Вселенска станица, бидејќи нели таму е домот на Вселенко и во тој дом на Вселенко доаѓаат дечиња и имаат за цел да ја едуцираат публиката преку нивната перспектива на различни теми. Подкастот е веќе започнат, значи полека веќе се снима, меѓутоа кога ќе почне да се емитува, кој ќе му бидат гости на Вселенко? Ако е Вселенко водителот сега? Така, Вселенко е водителот, гости се било кои дечиња, ќе има во августи отворен кастинг за сите деца што ќе сакаат да бидат дел, немаме ограничување, освен возрасно, нели може да бидат над 4 години дечиња гости. Во првиот подкаст ни се гости децата од нашето детско драмско студио на Театар за тебе од Газибаба. Можат веќе гледачите да видат дел од материјалите што ги имаме снимано на нашите социјални мрежи, Вселенска станица и Театар за тебе. На Инстаграм и Фејсбук веќе објавуваме еден вид на рилчиња, а целосните епизоди ќе бидат објавени на YouTube од 11 јуни. Значи за брзо. Сега, што ќе им порачува Вселенко преку овие подкасти? Што ќе ги учи дечињата преку овие подкасти? Или да прашам, кои се придобивките од подкастите? Па Вселенко нема ништо да ги учи. Вселенко ќе научи од децата. Тоа ни е обратната психологија во подкастот. Имаме едукативни прашања кои имаат за цел да ги инспирираат дечињата да говорат на различни теми од нивната перспектива. Зборуваме за екологија, за другарство, за бонтон, за како треба да се однесуваме во кафич, дали треба да внимаваме како сме облечени или не, така некои општи теми од областа на културата, од областа на екологијата, од областа на другарството, на мир, да се социализираат, да бидат солидарни. И сакаме да видиме ете нивната страна и мислам дека преку нивните одговори не само нивните другарчиња, туку и возрастните ќе имаат многу што да научат и чујат. Секако. Многу ми е кејф на вистина вака што имате корисни, едукативни идеи, бидејќи мислам дека ова е нешто што им е потребно на нашите дечиња, на нашата младина. Треба да се едуцираат и убаво е што ова го правите на овој начин. Она што ќе биде исто така следно од тебе е школата за јавен говор. Зборот ти е во главата, ама не излегува. Ова е проблем кој што за жал се повеќе го имаат младите, можеби затоа што се повеќе на социјални мрежи, ги користат телефоните, таблетите, компјутерите. Кога ќе започнат овие школи, за кого се наменети, дали се повторно за дечињата или е можеби малку и за повозрастните? Овие часови, овој курс е наменет за возрастна група на луѓе што ќе учествуваат над 18 години, 16 еве да кажеме. Може да има индивидуални часови каде што се изработува програма специјално за клиентот, со тоа што гледаме со каков проблем највеќе се соочува, дали е тоа трема, дали е неможност да се изговорат одредени гласови, дали е лошо држење на сцена, тоа се работи индивидуално.
Но ќе имаме и групни часови, каде што ќе се работат нели по програма заедничка за сите. Ќе започне од септември. Ќе имаме 2 пати неделно час. Часот ќе трае по час и половина, 2, во зависност од концентрацијата на самата група. Ќе може преку летото да се ќе можат преку летото луѓето што се заинтересирани да аплицираат и да бидат дел од таа група. Максимум во група ќе има до 10 клиенти, заради тоа што повеќе од 10 нема да можеме да им обрнеме доволно внимание, да сепак сакаме да има некакви резултати. Овие сте професионални, значи за луѓе кои што веќе треба да се појавуваат, да имаат јавен говор пред публика, на сцена, пред камера, така? Или е можеби за било кого? Може да е за било кој што има потреба да се ослободи од трема, пријавен говор, пријавен настап, но досега ние сме работеле например со подмладоци на политички партии, со музичари, со пејачи, со актери, со професори што сакаат да се ослободат, да научат техники за како да работат со тремата, како да се ослободат себе си пред голема маса на луѓе. Така да мојот одговор ќе биде дека е отворен курсот за секој што сака да има поинакво искуство. Да, одлично. Бидејќи си основач на театар за тебе, работите и функционирате веќе одлично повеќе години и во моментот имате представа, тебе те земавме 3 представи во моментот, имате представи низ училиштата ширум Македонија и детските градинки. Сакам да прашам што работи театар за тебе во моментот и бидејќи следува веќе летен период, дечињата од школите заминуваат на оној заслужен летен одмор, летен распуст, ама градинките работат, така да како ќе биде вашиот период, односно кои ви се активностите преку лето и сега во моментот? До почеток на месец јуни завршува нашиот ангажман по градинките, училиштата и општо играњето на представи во институции. Имаме неколку закажани фестивалски изведби кои ќе си ги одработиме, но планираме летово да го поминеме, речиси половина од јуни ќе бидеме на обука во Холандија. Дел од тимот ќе замине на обука во Холандија, каде што ќе работиме повеќе на физички театар и како да се направи конекција на физички театар со применет театар, што мислиме дека е важно, нели, да се надоградуваме за да можеме тие знаења тука да ги имплементираме после тоа. Потоа ќе учествуваме на неколку фестивали преку летото и од септември ќе започнеме со нашата редовна интерпретација на представите и работилниците. Она што е ново е дека имаме и прва дуодрама за возрастни, која исто така има интерактивни моменти и ја обработува темата за ментално здравје кај мажите. На 21 ќе биде првата изведба после премиерата, утре, но е распродадена, а останатите што не успеале да видат ќе можат да ја гледаат од септември. Бидејќи во лето, да не се затвараме во затворен простор и луѓето се по одмори, ќе оставиме за од септември. И ќе имаме и уште проекти за возрастни, ама тоа од септември ќе го зборуваме, да не зборувам пред време. Тоа ќе биде повод за наша следна средба. Само би сакала пред крај на разговорот да те искористам, бидејќи си актерка. Имаш ангажмани на секаде. Кога се договаравме за разговорот, беше и во Србија, каде што беше баш на една представа. Меѓутоа, работиш со дечињата, најмногу си посветена на нив. Еве вака една порака до детската публика, па порака и до родителите и бабите и дедовците кои што не следат во момент. Па повеќе имам порака до возрастните, а тоа е да ги остават децата да бидат деца, затоа што поубаво нешто од дете со вистинско детство, каде што се почитуваат сите детски вредности, не постои. Тоа е еден извор на фантазија, на мечтаења, на импровизација, што можат нас возрастните само да не мотивираат и да не дадат живот и душа, да речем. Вашите представи се интерактивни, значи секогаш и дечињата се вклучени и во представата, па и во подкастот. Благодарам многу за разговорот, посакувам многу успех во сето она што го работите. Следува мала пауза летниот период, ама од септември повторно работно и активно. Тука сме секогаш да ги следиме вашите работи, односно вашите активности. Уште еднашка само да потсетиме, подкастот започнува од 11 јуни. Ќе може да го гледаат на социјалните медиуми, па здравје Боже, можеби втора сезона, ако тоа успее и биде успешно, можеби втора сезона и на некоја телевизија, не знаеме, ќе видиме.
11 јуни, значи еден ден по почетокот на летниот распуст. Века благодарам уште еднаш што ова утро во твое друштво го испивме утринското кафе. До следна прилика. Студио ние од овдека ќе се одјавиме. Слободанка, ако може би имаш некое прашање до нашата гостинка, слушам. Многу благодарам за секако овој разговор, кој што е радост за нашите дечиња, како што напомена и самата ти. А она што и секако поздрав на здравје, да не заборавам да кажам да ви е кафето, што си го испивте. Се надевам дека и колегата камерман исто така со ова што е снимателот надвор го почестивте кафенце.